Почнуваме со урбаните вести на Прва Скопска. Добре дојдовте. 10 од повредените лица во тешката автобуска несреќа се во тешка состојба, а двајца се во критична здравствена состојба, информираше денеска министерот за здравство Венко Филипче. Ова е само најава за тоа што следува понатаму. Останете со нас. 10 од повредените во тешка состојба, двајца во критична. Расте бројот на заболени од морбили. За една недела регистрирани 71 случај. Транзитирање на тешки товарни возила низ локалните улици во Илинден. Проблем за кој се бара заедничко решение. Изметот од милениците често присутен во парковите во Скопје. Во Македонија денеска е втор ден на жалост поради трагичната автобуска несреќа што се случи на автопатот Скопје-Тетово. Министерот за здравство Венко Филипче и денеска беше во градската општа болница 8 септември да ги посети повредените лица од сообраќајната несреќа, кога автобус се преврте на автопатот Скопје-Тетово. Министерот изјави дека 10 од повредените лица се во тешка здравствена состојба, а двајца во критична. 10 од повредените во завчерашната сообраќајна несреќа, кога автобус се преврте на автопатот Скопје-Тетово, се во тешка здравствена состојба, а двајца во критична. Министерот за здравство Венко Филипче, кој денеска ги посети повредените во градската општа болница 8 септември, изјави дека таму се лекуваат 28 повредени, а 6 ќе бидат пуштени на домашно лекување. Од вкупниот број пациенти, 6 се наоѓаат во оделот за интензивно лекување. Кај двајца од нив, во текот на вчерашниот ден е направена хирушка интервенција. Сите се со стабилни витални параметри. Кај двајца од нив, најдоминантни им се повредите на главата. Се политрауматизирани и поставени на респираторна машина. Состојбата им е критична. И другите пациенти кои се во оделот за интензивно лекување исто така се политрауматизирани и доминантни им се повредите на градниот кош и на стомакот, рече Филипче. Потенцира дека во клиничкиот центар се лекуваат 8 пациенти, од кои 4 се на клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. По еден пациент има на клиниките за травматологија, неврохирургија, торакална хирургија и една бремена жена се лекува на клиниката за гинекологија и е во добра општа состојба. 4 пациенти кои се сместени во Карил се во тешка состојба. Кај една млада пациентка на возраст од 20 на години ќе се прави хирушка интервенција. Конзилиум сега одлучува како ќе продолжи третманот на незината нога која е тешко повредена, изгмечена и постои можност да ја биде ампутирана. Останатите пациенти имаат повреди на локомоторниот систем, на градниот кош и на стомакот, додаде Филипче. Директорот на градската општа болница 8 септември Христијан Костов истакна дека двајцата пациенти кои беа пренесени од оделот за интензивно лекување, 15-годишното момче и 40-годишниот пациент, синоќа заради влошување на состојбата и губење на крв биле внесени во оперативниот протокол. Прво беше оперирано момчето кој има повреди на црниот дроб и крварење на абдоменалната шуплина, и сето тоа е санирано, а и кај другиот пациент со повреда на дел од тенкото црево и беше извршена интервенција. Тие се во стабилна состојба и се во оделот за реанимација, додаде доктор Костов. Во автобуската несреќа загинаа 14 патници, а повредени беа 37 други. Според новите податоци од Институтот за јавно здравје, за една недела пријавени се нови 71 случаи на мали сипаници, а од почетокот на епидемијата во Скопје регистрирани се вкупно 259 случаи на мали сипаници. Во однос на спроведените засилени активности за вакцинација со МРП вакцина, од почетокот на епидемијата вкупниот број на вакцинирани лица изнесува 9779. Бројот на заболени од мали сипаници постојано расте. За една недела пријавени се вкупно 71 случај. Од почетокот на епидемијата во Скопје, заклучно со денешниот ден, регистрирани се вкупно 259 случаи на мали сипаници, соопштија од Институтот за јавно здравје. Епидемијата ги зафаќа сите општини на територија на град Скопје. Возраста на заболените се движи од 1 месец до 51 година. Од вкупниот број на заболени, 140
48 се на возраст до 4 години, а 66 лица на возраст над 30 години. Според вакциналниот статус, 193 од заболените лица се невакцинирани, некомплетно вакцинирани или со непознат вакцинален статус. Од невакцинираните лица, 50 се на возраст под 12 месеци и не подлежат на вакцинација, согласно календарот за имунизација. Како што соопштија од Институтот за јавно здравје, во почетокот на 6-та недела регистрирани се 3 смртни случаи со мали сипаници кај деца на возраст од 5,5 до 13 месеци, кои не ја примиле МРП вакцината. Сите 3 деца се починати од бронхопневмонија како компликација на заболувањето со мали сипаници. Во однос на спроведените засилени активности за вакцинација со МРП вакцина, од почетокот на епидемијата вкупниот број на вакцинирани лица изнесува 9779, од кои 6740 лица се на територијата на град Скопје. Од институтот информираа дека остануваат на сила претходно препорачаните мерки и активности кои ги превземаат центрите за јавно здравје, Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство и вакциналните тимови во пунктовите за вакцинација. Еден од проблемите со кои се соочува локалната самоуправа во Илинден е транзитирањето на тешки товарни возила низ локалните улици во централниот дел на општината. При тоа оштетувајќи ја патната инфраструктура и загрозувајќи ја безбедноста на пешаците. Токму ова беше и главна тема на денешната седница на локалниот совет за превенција, на која се дискутираше за изнаоѓање заедничко решение. Во рамки на локалниот совет за превенција во општина Илинден се одржа првата седница на која беа разгледувани повеќе прашања кои ги засегаат граѓаните. Односно се дискутираше во делот на безбедноста во сообраќајот и во споставување механизми за подобрување на квалитетот на живот во локалната заедница, како и за можностите за превентивна заштита и решавање на безбедносните проблеми во локалната заедница. Во таа насока се разгледуваа неколку заклучоци, а како поголем проблем беше посочен транзитирањето на тешки товарни возила низ општината која оштетуваат патната инфраструктура и ја загрозуваат безбедноста на пешаците. Денеска беа разгледани и донесени неколку заклучоци во кои што беа посочени како еден од поголемите проблеми каде што е транзитирање на тешките товарни возила низ општината, кои што значително влијаат на оштетување на патната инфраструктура, но и значително влијаат во движењето, безбедното движење на пешаците и пред се учениците во централното подрачје на општината, каде што преку искажување и од страна на овластените представници на овие транспортни здруженија, но и од страна на јавните општински станови, како што се училиштата, градинките и советите на родителите, беаше заедничко потенцирано дека во идниот период треба да се работи интензивно на подобрување на ова прашање и воведување на одредени мерки кои што ќе го подобрат функционирањето буквално на овие институции. Поради брзиот развој на општина Илинден и во насока на подобрување на јавната безбедност и безбедност во сообраќајот на нејзина територија, наскоро во општина Илинден ќе се отвори полициска канцеларија за превенција која ќе биде сместена во општинската зграда, чија цел е подобрување на безбедноста, дефинирање и интензивирање нови активности во општина Илинден. Она што во наредниот период ќе се случува, тоа е отворањето на полициската канцеларија за превенција во рамки на општина Илинден, каде што службеници ќе бидат присутни тука и ќе можат директно граѓаните да се обратат до припадниците на полицијата и Министерството за внатрешни работи за одредени конкретни проблеми. Тоа ќе биде еден чекор прв кој што ќе биде посочен кон отварање на полициско одделение и во општината, бидејќи реално тоа го налага и интензивниот локален економски развој на општината, каде што имаме буквално во последните неколку години зголемување и прираст како на населението, така и на бројот на стопански субјекти кои што налагаат поголема присутност и на службите пред се на Министерството за внатрешни работи, но и поголема присутност нивна за зголемување на безбедноста во сообраќајот и во локалната заедница.
На денешната седница исто така беше посочено и спроведување одредени мерки за превенција, обуки и кампањи, но и интензивирање на соработката меѓу граѓаните, полицијата и локалната самоуправа. Целта на локалниот совет за превенција е подобрување на јавната безбедност на подрачјето на општината, како и градење на доверба и партнерски односи во превенирањето на појавите кои влијаат на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата. Реакциите на граѓаните се чести за несовесните сопственици на миленици кои не го собираат изметот од нивните кучиња од парковите и зелените површини во градот. Согласно Законот за јавна чистота, казна за ваквите сопственици постои и таа изнесува 50 евра, а инспекцијските служби и редари редовно вршат контроли на јавните зелени површини. Во топлите денови, парковите и игралиштата за деца се местата каде граѓаните треба да уживаат во слободното време, но за жал овие јавни површини стануваат се повеќе окупирани од милениците. Тоа нема да биде проблем доколку сопствениците на куќињата го собираат изметот кој нивните куќиња го оставаат зад себе. Голем дел од граѓаните реагираат дека се плашат да ги пуштат децата да играат во тревниците, бидејќи често се случува да згазат во измет. Ваквите реакции се многу чести, особено од младите родители кои имаат помали деца и не знаат што треба, а што не треба да фаќаат. Сопствениците на миленици пак велат дека нема доволен број на специјализирани канти за измет од миленици и нема каде да го фрлаат, бидејќи казниво е да се фрла во регуларни канти. Согласно Законот за јавна чистота, казна за сопствениците кои не го собираат изметот од нивните миленици постои и таа изнесува 50 евра, но колку овој закон се применува останува нејасно. Од град Скопје вела дека постојат инспекцијски служби и редари кои редовно вршат контрола на јавните зелени површини, но колку казни досега се изречени не се знае. Исто така, од градот информираа дека редовно се поставуваат специјализирани канти за миленици во сите поголеми паркови, а вакви канти има и во сите специјализирани паркови за миленици. Работиме на константно зголемување на нивниот број и локации. За жал, слично како и за останатата урбана опрема, таа често е предмет на уништување од страна на несовесни лица, велат од град Скопје. Почна јавната анкета по деталниот урбанистички план Градска четврт Нова железничка станица. Преку мапа на криминалот во Македонија, до лоцирање на опасностите во населбите. Најава за хуманитарен концерт Узун за момо. Во просториите на урбаната заедница Мирче Мацан е изложен деталниот урбанистички план Градски четврт Нова железничка станица, каде граѓаните можат да го погледнат секој работен ден. Од Општина Центар информираат дека сите заинтересирани лица можат да достават анкетни листови со забелешки и предлози по предлог планот. Општина Центар до 27 февруари ќе спроведува јавна анкета за предлог деталниот урбанистички план Градска четврт 09 Нова железничка станица, Општина Центар и Општина Аеродром, плански период 2017-2022. Граѓаните имаат можност да го погледнат деталниот урбанистички план во просториите на урбаната заедница Мирче Мацан секој работен ден од 8 до 16 часот или на веб страницата на Општина Центар во делот Детални урбанистички планови. Како што информираат од Општина Центар, сите заинтересирани физички и правни лица може да доставуваат анкетни листови со забелешки и предлози по предлог планот. Јавната презентација по истоимениот детален урбанистички план ќе се одржи на 20 февруари со почеток во 13 часот во просториите на Општина Центар. Студентите од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство се покажаа како креативни и иновативни и се активни во многу полиња каде што IT секторот зема се поголем замав. Еден од креативните проекти е така наречената апликација Мапа на криминалот во Македонија, преку кој граѓаните можат да се информираат за потенцијалните опасности што ги демнат во населбите во кои живеат или планираат да живеат.
IT секторот во Македонија зема се поголем замав, а во него се исклучително активни студентите од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Студентите со нивните креативни вештини даваат инвентивни решенија за проблемите што ги имаат граѓаните во главниот град. Еден од креативните проекти е така наречената апликација Мапа на криминалот на Македонија, која ја создал Дамјан Темелковски, скопјанец, што во моментов живее во Лондон. Темелковски е првиот студент во државава што создал функционална мапа на криминалот со пример земен од Англија. Целта на мапата на криминалот во Македонија е да им се овозможи на луѓето да се информираат за потенцијалните опасности што ги демнат во населбите во кои живеат или планираат да живеат. Всушност, целта е граѓаните и корисниците на оваа апликација да соберат што е можно повеќе релевантни информации поради својата лична безбедност, безбедноста на семејството, како и сигурноста на движен и недвижен имот. Истовремено, апликацијата овозможува доколку граѓаните забележат дека на одредено место има нешто невообичаено што го нарушува јавниот ред и мир и е потенцијална закана за нив, тие да можат да планираат и да најдат алтернативен пат. Позитивната работа е тоа што системот користи достапни или така наречени отворени податоци, според тоа секој заинтересиран може да ги види и анализира. Експертите од областа на безбедноста велат дека сите модерни полициски служби користат ваква алатка, која представува уште еден начин за поедноставно комуницирање и информирање на јавноста околу реоните и улиците во кои има зачестени појави на одреден криминал. Системот работи на таков начин што покажува настани според локации на мапата на која е прикажана Македонија. За сите настани што се појавуваат има објавено краток опис од МВР. Приватноста е загарантирана со тоа што настаните се лоцирани само по име на улицата во градовите, не по број. На ваков начин не може да се знае точно каде се случило нешто и тоа да се злоупотреби. Системот работи на принципот преку автоматски вклучување на веб страницата на МВР, ги процесира тие податоци и ги прикажува на мапа, велат од Финки. На тој начин се прикажуваат локациите на сите настани и може да се види колку и каде има нарушување на јавниот ред и мир, потенцијални опасности за граѓаните, прекршоци па и криминал. Во салата за хуманитарни организации Даре Джамбас внедела со почеток во 18 часот ќе се одржи хуманитарен концерт насловен Узун за Момо. Концертот е во соработка со Црвениот крст на град Скопје и е посветен на Момо Николовски, кому му се потребни финансиски средства за лекување во странство. Повеќе детали околу донацијата и концертот ви прикажуваме во продолжение од разговорот во студиото на Прва Скопска со Жаклина Узунова и Катерина Стојановска-Десковска. Повод за гостувањето во Урбаните вести е хуманитарниот концерт Узун за Момо, кој ќе се одржи на 17 февруари во салата на хуманитарниот дом Даре Джамбас. Со мене во студиото се Жаклина Узунова и Катерина Стојановска-Десковска. Добре дојдовте, дами. Добро ве најдовме и поздрав до гледачите на вашата емисија и на вашата телевизија. Така, поздрав секако до гледачите на МТМ Прва Скопска, редовни гледачи сме и чест ни е што еве ќе бидеме дел од Урбаните вести, да го најавиме сето она што ќе се случува во недела во Даре Джамбас 18 часот тука во Скопје. Жаки, вие еве најпрво ќе ни кажете што ќе се случува на концертот и што представува за вас овој концерт? Вака сега на овој концерт, први, како еден мал вовед сакам нешто да кажам, овој ден, 15 февруари, е многу важен ден за мене, бидејќи на овој ден е роден Јанко и тој е иницијаторот и да се оформи школата Узун, тој е иницијаторот да се за хуманитарните концерти да се одржуваат во соработка со Црвен крст во Даре Джамбас. Пред тоа бевме во соработка со Црвен крст на општина Чаир, така. Па потоа во соработка со Црвен крст на град Скопје, ете така. Значи на денешен ден тој посебен ден за нас. Секогаш беше празник во нашата куќа, секогаш се чудевме како да го изненадиме Јанко, најубав ден за нас. И
сето тоа беше некаде до 2014 кога тој си замина, последен роден ден му славевме 63-ти роден ден, да беше денеска жив ке му славевме 68-ми роден ден, но сега заедно со Кирил одиме да го посетиме само неговиот вечен дом и дома символично си славиме со едно шампајнско, затоа што он сакаше такви работи, изненадувања и секако со парче торта. Сега ни се придружува и сопругата на Кирил, Милена. Ете така. сега можам да си продолжам понатаму да си кажам, не можев да не го спомнам тоа, бидејќи е таков денот. Значи, од еден многу убав ден, среќен ден, сега за нас е важен, тажен ден. Меѓутоа, Јанко за нас секогаш ќе си живее во нашите срца, тој никогаш не си замина, секогаш е присутен кај нас и ни остави многу голем аманет да ја продолжиме традицијата со хуманитарните концерти, да продолжиме да помагаме на секого на кој му е потребна помош. И оваа година, еве вака сега, на Момо му се случи, тие со години наназад ги одржувавме како новогодишни концерти, ама 2018 јас имав уште една трагедија, не можевме да го реализираме, така го изгубив мојот родител, татко ми почина, и децата така беа разочарани од не се одржа концертот. Да, не се одржа концертот и јас навистина немав веќе ни сила ни енергија такво нешто да реализирам. И кога прочитав сега пред 2 недели кога прочитав на социјалните мрежи дека на Момо му се случува нешто лошо, дека му се потребни средства за операции некаде од 25.000 евра за лекување во странство, и тогаш ми се јави на мене. Одлучивте да го реализирате. На Кате се јави што велиш, Кате, дали сакаш да реализираме такво нешто, бидејќи веќе ништо не функционира како што функционираше порано. Јас сега и со учениците се организирам по телефон. Сакате ли, деца, да направиме? Ние сме една нераскинлива врска што Јанко ни ја направил меѓу мене и учениците и сме како едно семејство. Кога и да е потребно, тие се достапни за мене и јас за нив, и одма се сложија, нема проблем, ќе се организираме. Некои од пеачите докажани пријатели на Узун, и нив ги подпрашавме дали ќе настапите. Програмата веќе е подполнета, да кажеме. Да, исполнета е програмата. Јасмина Гуњова, ќе дојдат Унибент од Валандово, кои имаат прекрасно, фантастично добра композиција посветена на Јанко и насловена, баш така се вика, за Јанко, и доби гран при награда на Еврофест 2017. Прекрасна композиција. Ќе пеат нешто и од некоја композиција од Јанко, например Те сакам, песна македонска. Илјана Корнаркова е таму, значи Владко Вучков, дел од Унибент. Тоа се валандовчани кои растеле со Јанко. Горан Симевски ќе биде, мојата колешка Вале Парго Ѓорѓиевска, исто така ќе спее таа песна. Значи ученици, Јасмина Гуњова. Така. И програмата ќе биде повеќе со деца, меѓутоа е многу убава замислена. Значи ги имате голем број на пријатели, ваши колеги што ве поддржуваат и нели што ќе го поддржат концертот за да се реализира успешно и се разбира нели да се соберат доголем број на тоа е парични целта, средства. значи на социјалните мрежи веќе во програмата повеќе се вклучени нашите ученици и некои млади надежни таленти од естрадата. Така, неколку само се јавија дека ќе учествуваат. Така, тие што ги кажавме, тие ќе бидат и се заокружи бројот. И Ангела Здравковска, едно младо девојче, така веќе има настапувано на естрадата, веќе е докажана како одличен талент. Кристијан Демјански, исто едно младо дете кое студира на музичка академија тука во Скопје, со него ќе спееме Момчето со мандолина. Така, значи ќе биде прекрасно навистина и да кажеме покана. А за крај мора да кажеме Кирил Узунов ќе ја испее. Вашиот режисер, колега тука вработен, да. Моментално зад камерите, да го поздравим и него. Бидејќи Момо ја има добиено од Јанко во младите години како млад автор Јанко, на Скопски фестивал ја има испеано песната Ти проштевам се и има освоено 2 награда од публика и таа една песна која што го вивна.
Да, него го видна во етеро, така. Да, сите ја знаат. Со него, со таа композиција тој стана многу популарен и кога ние имавме јубилеен концерт, Момо гостуваше кај нас и по пола песна испеа Кирил и Момо, Ти проштавам се заедно ја пеа, а таа застапена беше и во нашата школа за гитара Узун, една прекрасна композиција како Evergreen веќе. Однародена, така. Така. Значи да кажеме... Да, ти ќе ни кажеш нешто повеќе, нели, околу собирањето на хуманитарните средства, како ќе се собираат средствата, како можат граѓаните и присутните да донираат. Значи сите што сакаат во недела во домот, нели, Даре Джамбац хуманитарен да дојдат можат, влезот е бесплатен, тоа е важно, а донираат колку што сакаат во 2 кутии што ќе се наоѓаат на влезот и внатре во салата. Секогаш го започнуваме концертот така и секогаш е посветен за некоја личност. Значи без разлика дали е личност од естрада, дали е некој со социјални проблеми, здравствени, еве поплавени имаше така, овој пат е посветен токму на Момо, или затоа што хумано лице. Хумано лице, значи многу различни. Да, многу различни се луѓето кои што досега се правил концертот за нив. Значи покана уште еднаш кој колку сака и може, меѓутоа освен таму ако не може да дојде во недела, значи еве ги броевите на кои што тука ги гледаат пред микрофонот, може да се донира, нели, класично по 100 денари. Ние тоа веќе го, нели, споделуваме на социјалните мрежи броевите. Валбура Батева, Николова, сопругата на Момо, има Николовски фејсбук, тој нема, и затоа преку неа, нели, контактираме, не гледаат, нели, кажа, ќе не гледаат, поздрав до нив, и дај Боже да ги собраат средствата, 20-25.000 евра е потребно за операција за него, па кој колку може да помогне. Секако да не заборам да го спомнам и маестро Бранко Коловски, кој ете така ќе биде секогаш е дел исто од новогодишните како што сум јас дел како водител, тоа е пак до вас секогаш до тебе поддршка голема. Така. И поздрав и добране сега. Така. Јас се надевам дека ќе успеете да соберете, нели, поголема сума на средства кои што му се потребни на вашиот колега Момо Николовски, и ви посакувам успех и се надевам дека овие хуманитарни концерти ќе продолжат секоја година. Дај Боже. Иако школата не постои, тие барем да остана традиција, тоа е целта, нели? И мисијата, и она што го зацртал Јанко Узунов, па да го продолжиме неговиот пат, нели? Ке се трудиме. Зашто ни беше драг, мене пријател, неа сопруг. Так, драг човек. Ви благодарам за гостувањето во Урбаните вести. Поздрав и се Молам. добро. Ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму. Од утре следува период на претежно сончево време со пораст на дневната температура. Денес имавме температури од 8 степени, а утре ќе достигне температурата до 10 степени. В недела температурата ќе се движи од -4 до 12, понеделник од -3 до 10 и во вторник од 0 до 14 степени. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.